Ке се обидам да составам влада, но не по секоја цена, вели во интервју за Дневник председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, коментирајќи ја платформата што ја објавија албанските партии од Македонија, а чиј исполнување е услов за тие да коалицираат со една од двете македонски партии во идната влада. Ако се оди по досегашните установени принципи во Македонија, би требало да составам влада. Ако се прекршат, се е можно, вели Груевски. Во однос на тврдењата на многу албански политичари, аналитичари и медиуми, дека членството на ДУИ не сака коалиција со ВМРО ДПМН, Груевски вели: Не знам дали така размислува членството на ДУИ, но знам како размислуваше членството на ВМРО ДПМН во 2008-та, па до некаде и во 2011-та и 2014-та година. Сепак ВМРО ДПМН тогаш се одлучи да коалицира со ДУИ, затоа што беше очигледно од изборите дека мнозинството граѓани албанци сакаат ДУИ да е во владата. Запрашан каков ќе биде потегот на неговата партија, доколку сега ДУИ одлучи да не коалицира со ВМРО ДПМН како победник, Груевски е дециден. Ако ВМРО ДПМН како победничка партија биде изиграна од ДУИ, независно кои ќе бидат причините за тоа, бидете убедени дека наскоро ВМРО ДПМН ќе се врати на голема врата во владата и тоа најмалку 2 мандата поред и ќе бидеме без каква било обврска при составувањето на владата. Во однос на заедничката платформа на албанските партии, Груевски посочува дека тие и сега и во иднина ќе бидат приближно 25 партии во коалиција со заедничка платформа. Ако сакаме да ја играме играта со платформи, нема проблем, така ќе тераме од сега, вели Груевски во интервјуто. Лидерот на ВМРО ДПМН нагласува дека за него најважни се интересите и на македонците, и на сите граѓани на Македонија, вклучувајќи ги и албанците. Верува дека се свесни дека во коалиција со СДСМ, платформата која им ја составуваа, како што вели, политички може да му помогне најмногу на Социјалдемократскиот сојуз кај албанскиот електорат. На албанците во Македонија нема да им помогне ако имаат двојазичност на цела територија, вклучувајќи ги и Делчево, Берово, Гевгелија или Кавадарци. Ним може да им помогне ако во наредните 4 години се отворат уште 100 или 150 нови фабрики и се вработат илјадници луѓе, заклучува Груевски во интервјуто.